почитувани медиуми, мојата процедурална забелешка се темели на членот 145 од Деловникот за работата на Собранието на Република Македонија, каде што ценам дека мора за вакво законско решение да се организира јавна расправа. Зашто го мислам тоа? Еве го негативното мислење од владата на Република Македонија, каде што изричито владата му препорачува на Собранието да не го носи ова законско решение во ваква форма. Понатаму, имам тука анализи за начини на стекнување на државјанство во избрани држави, конкретно за Хрватска, Словенија, Германија и Австрија, каде што начинот на добивање на државјанство е спротивно на начинот на кој што го предвидува ова законско решение. Понатаму, барам да се одржи јавна расправа заради тоа што во самиот закон има колизија. Во втората глава за оцената на состојбите во областите што треба да се уредат со законот и причини за донесување на законот, вели вака: цели, начела и основни решенија на предлогот на закон. Основна цел на овој предлог закон е дорегулација на одредени прашања кои во досегашната имплементација на Законот за државјанство на Република Македонија се наметнаа како реални, за кои државата треба да изнајде законско решение кое е во престојниот попис и понатака продолжува како најмасовна, најобемна и најскапа статистичка операција на официјалната статистика. И понатака во главата 5 вели вака: скратена постапка за донесување на Законот за изменување и дополнување на Законот за државјанство на Република Македонија, со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно членот 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага овој закон да се донесе по скратена постапка. Ова едното со другото е во сосема состојба која доаѓа во колизија. Не можете вие да носите закон по скратена постапка, повикувајќи се на членот 170 дека не се работи за обемен закон, а да уредува најобемна, најсложена и најскапа статистичка операција. Понатаму, има и уште една работа за која што сметам дека треба да се изјаснат експертите. Преку јавната расправа тоа ќе биде достапно и ќе може да се извлечат најдобрите заклучоци и аргументи за носење на законско решение кое што ќе биде квалитетно. Не знам колку е запознаена јавноста, но со вака предложеното законско решение се предвидува да не се положува заклетвата придобивање на државјанство на Република Македонија. Понатаму, се укинуваат членовите кои што ја гарантираат безбедноста на Република Македонија во членот 5. Понатаму, се намалуваат оние години кои што согласно анализата на парламентарниот институт се движат од 8 до 10 години. Во ова предлог законско решение се намалуваат на 4 или на 1, зависно од кој основ. Не сме дојдени до точката на дневен ред. И понатаму, значи не е отворена расправа по точката на дневен ред. Дозволете да се отвори расправа или да ви ставам предлозите кои што дозволете ми да ја финиширам поентата, господине Талевски. Господине Талевски, ве молам, дозволете ми да ја довршам поентата согласно членот 145 од Деловникот на Собранието на Република Македонија. И понатаму, сметам дека особено во таа јавна расправа која што би било организирано, експертите кои што ја уредуваат оваа материја треба да го дадат своето размислување за оној аргумент во кој што со тројца сведоци би се добивало државјанство на Република Македонија. Сметам дека ова е идеја која што е вредна за размислување и дека ваков обемен закон едноставно мора да биде донесен низ една јавна расправа во која што експертите ќе ги дадат своите размислувања. Благодарам. Благодарам. Процедурално